Разговарам со Ивица Хаджилевски Чајка, еден од организаторите на меморијалниот турнир во чест на тетовската одбојкарска легенда Бранко Хаджилевски Чајка. Господине Хаджилевски, оваа година ќе се одржи 44-тиот меморијален турнир. Кажете ни кои се деталите, кои екипи ќе учествуваат и во каков формат ќе се игра, секако и термините за одигрување на надпреварите. Така, и оваа година, како сите изминати, во чест на мојот покоен танко Бранко Чајка, го организираме по 44-ти пат турнирот и оваа година, како и минатата, турнирот го ставаме во функција на одбојкарската репрезентација на Македонија. Зошто го ставаме во таа намена? Бидејќи од 11 до 16 нашата репрезентација, значи јануари, игра квалификацијски турнир за Европско првенство. И ова одлично доаѓа као подготовка за нашата репрезентација. И оваа година успеавме да донесеме квалитетен противник за нашата репрезентација. Тоа ќе биде репрезентацијата на Бугарија, која е високо рангирана на светско ниво. Сега поради ковид состојбата, оваа година нема да биде класичен турнир од 4 екипи, туку ќе се играат два надпревари со репрезентацијата на Бугарија. Од двата надпревари, кој ќе биде подобар, тој ќе биде и победник на овој турнир. Ова е по 44-ти пат веќе кажавме дека ќе се игра турнирот. Дали може да се присетиш на првиот турнир во 1975 година, кој што го освојува екипата на Југохром од Јагуновци? Да. Се сеќавам буквално ко денеска да беше. Останато ми е баш во паметење, тој прв турнир го организираше општината Тетово заедно со мојот чичко Драшко Чајка. Иначе најдобро се сеќавам дека јас доделив награда за најдобар играч и таа традиција до ден денеска продолжува. Јас ќе доделувам награда за најдобар играч, а другите награди ги доделуваат други, или од директорот од Агенција Млади и спорт, или претседателот на Одбојкарска федерација. А таа година, пошто ме подсетивте на 75-та, најдобар играч беше прогласен Маријан Николовски Пулјо. Он беше најдобар играч таа година и него му доделив пехар. Како растеше турнирот низ годините? Дали може да издвоиме некои години кога турнирот бил најквалитетен? Да, значи турнирот како и секоја работа не секогаш бил можеби на највисоко ниво, меѓутоа буквално не е промашен, освен 79-та која беше големата поплава во Тетово, и тоа се играа пред квалификации на турнирот. Дури во тоа време турнирот се играше неколку дена, почнувајќи дури од општинските лиги играа на тој турнир, па најквалитетната екипа од Тетовскиот регион се квалификуваше на завршниците на турнирот. Значи турнирот беше се одигран до финалниот, кога требаше да играат Вардар и Југохром, меѓутоа поради големата поплава што се случи баш на 19 ноември, таа година не беше одржан тој турнир и не беше одржан 2001 година, кога требаше да се игра без публика, што мислевме дека не е тоа. Иначе, обично во изминатиот период, кога беа турнирите као јубиларни, 10, 15, 20, 25, се трудевме да бидат тие на највисоко ниво. Значи, имавме екипи од соседството, имавме екипи репрезентации дури од Данска, Унгарија, екипи како Црвена звезда, Партизан, ПАОК, Славија, Софија, ЦСКА Софија, Будуćност Подгорица, и Тисон Ивањица, Млади Радник, Пожареваc, значи многу екипи од соседството кај што се игра и една од најквалитетните одбојки. Значи Србија и Бугарија се едни од најквалитетни репрезентации дури на светско ниво. Според ова што ни го кажа, значи може да очекуваме дека следниот турнир кој што ќе биде 45-ти ќе биде квалитетен, со квалитетни екипи, па можеби ќе биде повторно ставени во корис на македонската репрезентација, доколку се пласира на Европското првенство, па можеби ќе видиме повторно репрезентативна одбојка и во Тетово пред Европското првенство во 2021 година. Да, и јас се надевам дека 45-тиот повторно ќе го направиме на некој високо ниво. Иначе морам да потенцирам дека минатата година турнирот Бранко Чајка беше прогласен за втор турнир во Европа. Имало еден поквалитетен од овој нашиот во Полска, кај што беа учесници Полска, Германија, Италија и не знам која беше друга репрезентација. Тој беше прогласен за најдобар турнир, а нашиот по втор беше по рейтинг, бидејќи и кај нас имаше страшно квалитетни надпреварувачи прошлата година. Тоа беше репрезентацијата на Белгија, репрезентацијата на Украина, репрезентацијата на Бугарија и нашата репрезентација. Сите учесници на минатогодишното Европско првенство
и сите беа квалифицирани во втора и трета рунда на самото европско првенство. Така да турнирот беше навистина мощно јак. Се надевам дека наредната година ќе биде таков, дека ќе помине ова невреме, дека ќе не идеме на многу подобро време за организирање, но сепак таа традиција за квалитетни турнири се надевам дека ќе ја продолжиме. Семејството Хаджилиовски Чајка се јавува како организатор на овој турнир, меѓутоа дали од други институции добивате помош околу организација на турнирот? Значи, главни организатори на турнирот се Одбојкарската федерација на Македонија и семејството Хаджилиовски. А најголем донатор и покровител во последните години ни е Агенцијата за млади и спорт. Значи, јавно можам да се заблагодарам, бидејќи без нив последниве години немаше шанса да се направат вакви турнири на високо ниво. Значи, сепак да ги пречекате овие репрезентации, требаат големи средства и голема благодарност до Агенцијата млади и спорт. Господине Хаджилиовски, ви благодарам за разговорот. Се надевам дека и оваа година ќе гледаме квалитетен и добар турнир, односно добар двомеч помеѓу репрезентациите на Македонија и Бугарија. Јас се надевам дека овој пат гледачите што ќе можат преку македонската радио телевизија директно да ги следат и двата надпревари, дека ќе уживаат во одбојката, во надпреварите што ќе игра нашата македонска репрезентација и се надевам на победа на нашата репрезентација.